Ја злоупотребуваат Европската Унија за да крадат стотици милиони евра. Само така можеме да го сватиме европското знаменце на законите за Бехтел и Енка, порача лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Според него досега сме виделе само една година фалење за коридорите 8 и 10Д, а освен фотографирање не сме виделе ниту една фрлена лопата, а можеме да видиме дека ќе сме фрлеле над 300 милиони евра само на име аванси и пенали. Кражбата, која цела клика на власт ја турка пред наши очи. Цела година зборуваат за овој проект, а лопата не удрија. А оние пак, внимавајте добро, ова е многу интересно, а оние пак рекреативците во Скопски Чаир за една вечер направија паркинг од дворот на болницата и тоа без европско знаменце. И ова колку и да е смешно, говори само за беззаконието кое владее во Македонија. Според Мицкоски, загрижувачки е што случајот со коридорите не е единствен, многу такви сме можеле да видиме во текот на минативе години. На европско тло и Ден Дончев, помалку го заборавивме, земаше туце пари и еве го сега во Австралија го пуштија само за да не одговара. На европско тло се случи и рекетот на Катица. После незе што ја пуштија низ вода, никој друг до овој момент не одговараше. Да не зборам за Рашковски, за изгорената модуларна болница. Партискиот потпредседател Владо Месајловски за Алфа вели дека токму ваквите криминални договори биле една од причините зошто многумина млади својата иднина гледаат во тоа што побрзо да напуштат оваа држава. Кога вакви договори нема да бидат потпишани, кога ќе имаме здравство како што треба, како што ќе има образование европско, како што ќе има плати подобри, каде што ќе се намалува инфлацијата, каде што ќе се гледа како младите да уживаат во Република Македонија, бидејќи они треба да бидат слободни, да се покажат максимално што можат, што умеат и на крајот да останат во институциите тука, да останат во општествениот живот. За жал не го гледаат тоа во институциите и најчесто дел од нив бараат негде да излезат надвор. Тема на трибината на ВМРО ДПМН во Куманово како дел од акцијата Македонија за сите луѓе беа токму политиките за младите. Од опозицијската ВМРО ДПМН порачаа дека по доаѓањето на власт ќе сторат се за враќање и задржување на младите во Македонија. Само дел од проектите ќе биле купи куќа за млади, односно субвенции како младите би го решиле своето стамбено прашање, даночни олеснувања за фирмите да вработуваат лица до 29 години, како и вработување на најдобрите 500 студенти во државните институции.